Со лепенки на уста, со транспаренти, за секогаш ќе молчиме, само ослободете го Кежо. Денеска група граѓани побараа слобода за новинерот Томислав Кежаровски. Излегоа на протест и покажаа дека молчењето во одредени случаи може да биде посилно и од зборот. Протестот беше по иницијатива на новинерот Томе Христов. Денеска сме овде во знак на против пресудата на колегата Томислав Кежаровски. Упатуваме повик дека молчењето, кое веќе ни стана пракса, во одредени случаи може да биде посилно и од зборот. Револтот кај мене, кој се јавува кон институциите, од кој вчера не очекував поинаква пресуда, е уште поголем кон колегите новинари кои не преземаат ништо конкретно, освен пишувањето од типот дека пресудата е страшна. Сите знаеме каква е пресудата, но седмата сила може да биде посилна ако во наредните денови направиме само малку. Да не се проследат настаните, камерманите да ги спуштат камерите и уредниците еднаш да не ги послушат сопствениците. Упатувам повик и до колегите новинари да не се поистоветуваат и да кажуваат дека сите ние сме Кежаровски. Само Томче, честно работејќи ја својата професија, лежи во затвор. Уште еднаш ќе речам, овој апсурд во кој прво обвинетиот е осуден на 1 година затвор, а колегата Кежаровски на 4,5 години затвор, не би можел да го режира ниту Вуди Ален. Новинерот Томислав Кежаровски е осуден на 4,5 години затвор, бидејќи пред 5 години во списанието Репортер 92 го објавил името на загрозениот сведок Бреза во случајот Ореше. Ваквата пресуда предизвика шок и неверување кај граѓаните, но и колегите на Кежаровски.